благодарам на интересот и на трпението. Централниот одбор на СДСМ вечерва оцени дека е добро што на средбата со опозицијската ВМРО-ДПМН е воспоставен диалог во исклучително важен момент за иднината на државата. СДСМ уште еднаш покажа државнички и државотворен капацитет и понуди рака за отворен диалог, но и за делување во остварување на уште една стратешка цел – членство во Европската унија. Пред земјата и пред сите наши граѓани е историска шанса за продолжување на европскиот пат и воспоставениот диалог може да доприносе кон носење одлуки за европската иднина на земјата и доброто на сите наши граѓани. Остварувањето на генерацијскиот сон е во рацете на политичките партии и представниците на граѓаните, односно пратениците во Македонското собрание, и тоа е огромна одговорност која повикува на државничко однесување. Во тоа име го поздравуваме првиот чекор кој што го направи председателот на ВМРО-ДПМН со прифаќањето на уставните измени. Централниот одбор на СДСМ оценува дека сето ова е добра основа за продолжување на диалогот со сите парламентарни политички партии. Од тука, врз основа на заклучоците и одлуките од 12-тата седница, Централниот одбор на СДСМ донесе одлука за формирање на работна група за продолжување на разговорите со ВМРО-ДПМН и сите други парламентарни политички партии за операционализација на следните конкретни чекори. Оваа работна група ќе ја предводи генералниот секретар на партијата Миле Зечевиќ Вардарски. Централниот одбор на СДСМ му дава апсолутна поддршка на председателот на партијата Димитар Ковачевски и формираната работна група да продолжат со напорите за обезбедување широк консензус за уставните измени, а со тоа и продолжување на европскиот пат на земјата. Согласно усвоената преговарачка рамка со Европската унија, одобрено од Собранието, и согласно предлог иницијативата за потреба од уставни измени од работната група при Министерството за правда. Изборот пред сите политички партии е интеграција во Европската унија или изолација. И охрабруваме сите политички партии, сега е потребно сите заедно да застанеме, да покажеме дека поради народот, поради иднината, можеме политичките разлики да ги ставиме настрана и да работиме за доброто на земјата. Да се обединеме за продолжување на европската интеграција на државата, за подобар живот, сигурна и стабилна иднина на сите граѓани. СДСМ и коалиционите партнери се подготвени да го предводат процесот за европски интеграции до полноправно членство во Европската унија. Ви благодарам. Повелите со прашање. Велите дека го поздравувате моментот кога што ВМРО-ДПМН прифатило уставни измени, меѓутоа Мицкоски вечерова го демантираше овој факт, вели дека ВМРО не прифатило уставни измени и повика и побара оставка од Ковачевски. На која линија сме сега ако збориме во сосема диаметрални? Мислам дека изјавата, не би сакала да ја објаснувам изјавата на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, но мислам дека стануваше збор за условите околу уставните измени, прифаќање и изгласување на уставните измени, не и за содржината на уставните измени. Од тука е заклучокот дека ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски ги прифатија уставните измени, со што направија промена на ставот и за среќа, тој овој пат нивната промена на ставот е за доброто на државата и за доброто на граѓаните. Она што ние го кажуваме и вечерва и претходно веднаш после лидерската средба е дека раката е подадена и дека овој пат сите заедно треба да работиме, како што кажав и во оваа пресконференција, да се стават политичките разлики на страна и да се работи за интересот на граѓаните, за интересот на државата до полноправно членство во Европската унија. Кој е ставот? Да, Како ќе се дојде до заедничко решение, ако од ВМРО-ДПМН е била дека би прифатили уставни измени, а тие да бидат со важност пред отпочнувањето на членството во Европската унија, а од друга страна вие велите со втората меѓувладина седница што е некаде до крајот на годината. Да, и ова сега што го кажувате се предлози, услови, барања. Што значи дека лидерската средба покажа дека е добра основа за преговорите, односно разговорите со ВМРО-ДПМН да продолжат. Како го коментирате тоа што еве ДУИ се согласи дека може да излезе од коалицијата, нели за ВМРО-ДПМН да влезе во така наречена една широка коалиција, дали има веќе оформен став на партијата за ова прашање? За понудата на ДУИ да излезе дали стана збор за тоа на состанокот? ДУИ, како што можев и јас да видам, чекорот кој што го направи е во името на носење на уставните измени, односно влез на земјата во Европската унија. Значи нема партиски калкулации, нема партиски интерес,
туку се гледа само интересот на државата, интересот на граѓаните, односно носење на уставните измени, а со тоа влез во Европската унија. Дали стана збор, бидејќи денеска од ВМРО да помне бараат оставка од примерот Ковачевски, дали нешто се разговараше по него? Не. Благодариме. Ви благодарам.